Државната комисија за жалби по јавни набавки ги уважи поплаките на сите три фирми што се жалеа поради спецификациите на тендерот за набавка на реагенси на Министерството за здравство, тежок 36 милиони евра, дознава Алфа. Државната комисија до трите фирми, АД Доктор Пановски, Адриамед и Авицена, писмено ги достави решенијата по кои одлучувала во средата, а истите се обврзувачки, па Министерството за здравство ќе мора да ги примени. Во жалбите било наведено дека спецификациите за набавката на реагенси одат во прилог на производите на единствениот понудувач, фармацевската компанија Абот. Тендерот, според образложението на фирмите жалители, требал да биде поделен на неколку помали набавки, а не во пакет. Жалбите до комисијата се доставени неколку дена пред министерот Филипче на набрзина свиканата пресконференција да соопшти дека експресната евалуација на понудата на единствениот понудувач открила недостатоци, поради што тендерот е стопиран. Што значи ова засега неизвестно, иако министерот Филипче изјави дека не одстапува од намерата за централизација на лабораториите, па најави дека ќе се распише нов тендер откако ќе завршат постапките за претходниот. Докаде распишувањето новиот тендер за лаборатории во последното изревју за Макфакс кажавте дека до крајот на оваа недела треба да видите што било на претходно неправилно во тој тендер. Чекаме да заврши оваа недела, затоа што сега завршува тој период кој што мора да го почекаме за жалби. Во петок ние ќе донесеме одлуката за прекинување и после тоа веднаш ќе видиме на кој начин ќе продолжиме понатаму. Со тендерот, процесот на биохемиски анализи треба да се централизира во 12 лаборатории, па наместо самите болници да набавуваат реагенси, сега таа обврска ќе ја привземе Министерството. Тендерот го добие епитетот скандалозен, откако беше откриено дека на него, како подизведувач е пријавена новоформирана Ахрлаб, фирма регистрирана на адреса на повеќе познати скопски адвокати, а основана во април годинава, кога во јавноста се дозна дека ќе има централизација на лабораториите.